Граѓанските активисти во Кочани неколку години бараат на неколку локации да се постават мерни станици со цел да се утврди кој им го загадува воздухот. Посочуваат дека постојната мерна станица не ја дава вистинската слика за аерозагадувањето во овој град, кој вообичаено во текот на зимскиот период е редовно на листата на градови со загаден воздух. Активистите бараат и да се постави барем уште 2 мерни станици. Одлука е донесена и од страна на Советот на општина Кочани. Тоа одлука ние се разбира дека мора според одлуките и законските регулативи тоа да го имплементираме. Ние секако поддржуваме да тоа биде што побрзо, бидејќи се разбира дека кога ќе знаат загадувачите дека има мерни станици, дека ќе се воздржуваат од некакви инциденти или да пробаат да еве така искивираат од законските норми. Активистите бараат инспекторите постојано да се на терен. За пејпермил има и казна. Тие се надеваат дека фабриката ќе се придружува на препораките од Државниот инспекторат за животна средина. Нивната казна е веќе актуелна, роковите поминаа. Мислам дека ме пише на парична казна и дека имаат забрана за работа на пелети. Се надевам дека се придржуваат на неа, но сепак инспекторите треба да дојдат и да го проверат тоа. Палењето на депониите во Кочани и Виница, на страништата пред сеидбата на Оризот, но и на гуми и кабли, како и оџакот на фабриката за хартија Пејпермил, се дел од загадувачите во овој регион. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов вели дека веќе е завршена јавна набавка за поставување на уште една мерна станица, која ќе се постави на општинската зграда.